Благодарам, почитуван председателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес расправаме по однос на Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ, за да може да се намали ДДВ-то во однос на електричната енергија од 18 на 5%. Меѓутоа, најпрво сакам да потенцирам дека предложеното законско решение, односно изменувањето и дополнувањето на овој закон е со одреден рок на важење. Ова е временски закон, односно со одреден рок на важење од 2 години. Самото тоа што предлагачот владата го доставува како временско решение, иницира дека станува збор единствено за предизборна манипулација и предизборно манипулирање со граѓаните, бидејќи ако го анализираме самиот закон, јасно и децидно можеме да видиме како сакат да изманипулираат македонската јавност. Односно секој еден од нас кој што за плаќање на своите сметки за една година ќе добиеме зголемени сметки, а истото во 2023 ќе остане во сила старото законско решение. Односно, ова законско решение ќе биде единствено за предвремените локални избори, кои што ни предвремените парламентарни се надеваме и локалните избори кои што престојат. Меѓутоа, како пратеници од опозицијата, мораме да ја анализираме состојбата зошто дојде до ова. Односно, ништо во политиката не е случајно. Овде имаме причинско-последична врска зошто дојде до овие покачување, кои што мораме да потенцираме дека во 2020 година имаме покачување од 7,5% и сега, актуелно, што во дадениот момент течат повисоките сметки, односно покачената електрична енергија од 12,5% или кумулативно 20% покачување на електричната енергија. Сето ова е резултат на неефикасното водење на институциите и незнаењето на менаџерите кои што ги менаџираат клучните институции, тргнувајќи од владата па до се до директорите кои што ги менаџираат овие институции. Во однос на тоа дека станува збор за манипулација, морам да потенцирам дека причина за доведување до покачување на електричната енергија е тоа дека истите со самото доаѓање на власт, иако ветуваа подобар живот за граѓаните, најпрво што се зафатиле со поништување на одлуки за јавна набавка за, внимавајте, да може РЕК Битола да си набави сопствена механизација за ископ. Меѓутоа, истите посегнале истата јавна набавка да ја поништат од 2016 година, а требало да се реализира во 2017, со која ќе била купена потребната механизација во вредност од околу 20 милиони евра. Со што досега истата ќе била исплатена, а на располагање истиот комбинат ќе имал сопствена механизација за ископ на потребните ресурси за производство на електрична енергија и драстично ќе опаднела цената на произведена електрична енергија. Со тоа ќе биле заштитени и граѓаните и ќе немаше потреба од овие маневри кои што ги правите сега предизборно. Односно, да биде појасно за македонската јавност, за овие 3-4 години кои што од тогаш, односно од 2017 заклучно со 2020, не вклучувајќи ја 2021 година, по основ на вакви склучени договори, односно потрошени средства во однос на склучени јавни набавки, што можело самиот комбинат да се ги сервисира, се околу 92 милиони евра. Почитувани, згора на тоа, сите оставени профитабилни предпријатија во државна собственост, кои што вкупно имале од околу 30 милиони евра добивка во 2017 година. Со ваква набавка ќе немало потреба од вклучување на големи коруптивни јавни набавки за кои што самите
сте свесни дека намерно е поништена ова јавна набавка, да можете да ги исперете парите од страна на вашите носители на овие функции. Станува збор за класично перење на пари, односно перење на пари во однос на делот. Со јавната набавка се финансираат и вашата партија и сите оние менаџери кои што се на високо ниво, можеби некои од вас ова не се го ни знаеле. Поништуваат јавни набавки каде што самиот комбинат можел да си врши услуга за сопствени потреби, односно да произведува поевтина електрична енергија, но тоа не се случило. Затоа предвидувате намалување на ДДВ-то, меѓутоа до година истото од 5 ќе оди на 10%, а во 2023 година се враќа на старата стапка од одоначување. Тоа значи, почитувани граѓани, дека од 2023 година во најдобар случај да нема покачување на електричната енергија. Само од фактот што ќе се поврати стапката на ДДВ со покачувањето кој во дадениот момент го имаме, ќе имаме зголемување од околу 30% на електричната енергија. А со тоа сите ќе бидете погодени по сопствениот буџет, а овие пари кои што се кратат од државниот буџет, односно кратејќи од данокот на додадена вредност, ќе бидат префрлени, односно ќе бидат дадени на одредени приватни фирми, односно увозници кои што ќе увозуваат електрична енергија. Класичен пример за перење на пари, односно од буџетот се испумпуваат во приватни џебови и повторно ќе кажам, сигурно носителите на власта ова го имаат на ум и знаат дека истите ќе ги земат и ќе ги искористат секако. И во овие избори, се надеваме да имаме и предвремени каде што секако граѓаните нема да ви го дозволат ова перење на пари. Потенциравме дека предпријатијата оставени со над 25 милиони евра добивка, сега се во загуба со повеќе од 20 милиони. Односно, имаме ЕЛЕМ е со задолжување и неплатени обврски со повеќе од 16,8 милиони евра и МЕПСО од 6 милиони евра. Кумулативно над 40 милиони евра за 4 години не знаат каде отишле. Односно, се испумпани од џебовите на граѓаните и се пренесени онаму каде што вие сакате, односно онаму каде што оние што ги водат предпријатијата. Меѓутоа, да кажеме и што ние како опозиција понудивме. Понудивме со амандмани, понудивме да стапката од 5% важи и за правните лица. Односно, истата стапка како што важи за домаќинствата, да важи за правните лица. На ова добивме одговор дека правните лица го повраќаат данокот на додадена вредност и воопшто тие не се погодени. Не се погодени, а во моментот вие им ги земате парите и данокот на додадена вредност им се враќа после 3-6 месеци, можеби и година. Овие пари во моментот државата им ги зема, ги користи, а сето ова после тоа по одредени и затечени најмали недостатоци или некоја неажурност, истите нема да бидат ниту вратени. Стопанството и бизнис секторот повикуваат дека се погодени и дека во моментум им треба оваа помош, односно ова намалување. Со тоа што, иако манипулацијата која што ја правите, предложивме и втор амандман, со кој што сакавме да нема временска рамка, односно да не донесуваме закони со временска рамка, туку истото ова намалување да биде поврзано со цената на електричната енергија, порастот на цената на електричната енергија со нивелација со данокот на додадена вредност. Да граѓаните не почувствуваат негативни шокови кои што им ги спремате, односно наредната година во јуни и во 2023 да биде нивелирано, односно да се движат цените на крајните корисници да плаќаат согласно потрошувачката на енергија, на електричната енергија и висината на слободниот пазар кој што ќе се купува со данокот на додадена вредност, да имаме нивелација во однос на тоа колков ќе биде данокот на додадена вредност зависно од самата цена. Уште еднаш сакам да потенцирам, ова е класично перење на пари и испумпување на пари од буџетот во приватни џебови.
ВМРО ДПМН како опозиција ќе го поддржи овој предлог со цел да во моментот не почувствуваат граѓаните, а секако сметаме дека истото ова законско решение мора да претрпи измени во наредниот период согласно амандманите кои што ги предложивме. Ви благодарам.